Ко би изгледал тој што, ете да кажеме, левичар денеска. Тврдоглав човек. Не прифаќа заедница, прифаќа свет. Го прифаќа светот. Светот му е важен. Ова сега ќе каже некој, ти си тоталитарист. Сум. Ама јас мислам и во суштина мислам дека еве на пример во како да кажам нашиот контекст тука на пример, значи јас мислам дека значи овие активностите што се прават во Дуња, мислам дека има некоја тврдоглавост. Има некоја како да кажам, бабкање со главата во зид, ама упорност. Ама правиме она што сметаме дека треба да го направиме без никакво надворешно влијание. Не ни интересира кој што мисли. Почитувани гледачи, здраво. Вие гледате Д програма, јас сум Джейлан Велио. Денес во Д програма ќе разговараме за се поголемиот напад на национализмот врз целокупното општество, но и врз свеста и менталитетот на граѓаните, постојано афирмирајќи ги некои такви теми од типот на малцинство, малцински права, докаде се границите на малцинството и така натаму. И се драго ми е што на ова тема ќе дискутираме со другарите Мариглен и Руфат Јашари, Мариглен Демири, со тоа што ако земеме предвид дека и ние сме делови од етничко малцинство, но побитно и од политичко малцинство. Така што тоа е малцинство и како да се биде малцинство, ако земеме предвид дека нели целото општество е поделено на малцински групи, тука има етнички групи, верски, родови, сексуални и слично, но најмногу се афирмираат теми поврзани со, барем кај нас, со етничките малцинства. Ама не се само етничките малцинства. Добро, во дадениот момент сега нели имавме со знамето, се палеше се ова она. Од друга страна во Чашка имаше еден случај каде што протестираја родители и деца за да не се отвори паралелка на албански јазик. Така што се уште Тоа што малцинството не сме да учи на поиманам јазик што им одговара, значи што го зборуваат тие, окей? Па во тој контекст малку кај која е положбата ги на знам тие, значи тие освари поиманам приказни, да. Гледаме постојано низ значи јазикот и призмата на дневната поиманам политика, постојано се гледаат тие елементи на тоа малцинството е као пониско рангирана субстанција што се вика етно национална во суштина од она што би било мнозинство. И мнозинството, особено за некои мнозински заедници, значи знае да биде многу често као поважна. Ако ти си поиманам мнозинствово, да, значи сметаш дека нешто ти припаѓа тебе многу повеќе отколку поиманаме нешто друго. И овој поиманам концептот прави испреплетување на она што мислам дека фактички значи самата значи десница го смета како идентитет и како нација. За нив територијата, генот, односно крвта и историјата се како некој конгломерат, некој тоталитет кој што заедно и поиманам бе одат и на една фактички географска територија која што е политичка територија, да, тој што најмногу број луѓе во суштина, тој има најмногу право да располага со политиките на таа поиманам држава. И сега ние кој ќе земиме предвид дека сме во едно демократско општество, као демократија преферираме, па гласање на избори, па имаме политички партии, па имаме олигархија што ги како се кај што ги финансира тие политички партии, веднаш се поиманам бе менува целата клима и фактички како да кажеме фактички
значи настанува некоја ситуација во која што за многу луѓе е неразбирлива, односно не сакаат да ја прифатат, дека овој како се вика, дека овој појма немам, дека оваа држава ни припаѓа нам, а не им припаѓа на оние кои во суштина значи сакаат да ја приграбат. Тоест секое афирмирање на овој појма нам каков било елемент на мит или на приказна или на символ на некоја малцинска група низ институциите на таа фактички држава, го сметаат како узурпација на субстанцијата која што им припаѓа само ним. Наша е оваа татковина, држава и така натаму, и само она што ние сметаме дека треба да го има како афирмација преку институциите, треба да стои. И една фактички држава, баш например после рамковниот договор во 2001 година, има уствари многу луѓе кои например имаат проблем со тоа дека државата не ги афирмира само етнонационалните митови на македонците, туку овој одстапува дел и за некој национални појма митови на фактички албанците со се јазикот во некои употреби, некои сегменти да се употребува сега закон, нели што има на уставен суд и така натаму. Па 500 скаламуци околу сето тоа. Зошто да учиш ти на албански во појма Битола средна школа, Битола например нема на албански јазик, затоа што едноставно и услови нема, меѓутоа и државата значи не се потрудила да овозможи во појма Битола да се учи уствари албански јазик. Се сваќа како некоја узурпација во суштина. Меѓутоа ако гледаме ние вака дневно политички промет во суштина, значи како го што нам гледаме, ќе што нам видиме ние ситуација на тоа дека преку некое граѓанско општество, невладини организации, значи некои сегменти на некои малцинства значи се афирмираат затоа што политичките партии например се плашат например да јавно да зборуваат например за тие појма некои како да кажам некои елементи што би требало што се важни и што засегаат некои малцинства кои не се мобилизирани па да можат тие на некаков политички начин тие да го спроведуваат сето тоа. Овој појма перспектива и само слушаме дека малцинствата или сексуални малцинства, родови малцинства, етнички малцинства, јазични малцинства има, секакви малцинства има. Верски малцинства, иако баш не се малцинства тие, ама добро, има мислам подструктури, нели? Значи тие се некои малцинства кои се незадоволни, односно политичките партии на избори често се како се значи се обидуваат да фактички формираат некој јазик, да кажеме, наратив што го викаат, да е се повклучувачки. И сега, повклучувачки во која смисла? Најчесто во етничка смисла. И затоа национализмот е многу присутен. Значи, значи, за да им се обрати на што е можда по појма голем дел на граѓани, да може да ги мобилизира за гласање, па после што ќе прави тој не е што нам важно. Затоа што основниот идентитет е етничкиот идентитет. Малцинство, мнозинство, значи овој првенствено се сваќа низ оној национален идентитет. Малцинство се ромите, албанците и така натаму, мнозинство се усвари македонците и христијаните, а појма другите се што нам некое малцинство.
Сега, кога едно малцинство ќе добие некои права, па овој па нам почнува после тоа па да ги манифестира и манифестацијата, значи кај сите националисти претерана во кој сакате вие овој појма аспект, например, националистите кога слават денови, сакаш на знаме, сакаш на шо сакаш, шо и да е. Однесувањето е исто кај сите. Тој изгледа ви што правите, бе, вие чукнати се, па што славите на крај знамето, на крај не знам ова восстание, она восстание, ваков лик, бе таков лик, значи за овој кои што воопште не биле или не се запознаени. Сега, значи тоа што јас бе сакам да го овој поставам, како прашање, пошто самата демократија ја носи ситуацијата до тоа да значи дури и како малцинство ти сакаш на избори си изгубил, па имаш сваќаш малку што нам намаме гласови, или сакаш како малцинство етничко, ти во секој случај имаш такви права што би требало да се реализирани. Било низ институции, било во самата географско и политичка единица, значи било во општествени трансакции, општествени односи. Дали оние што не бројат бројност, колку она што е мнозинството, дали тие се некое малцинство? Јас би го поставил прашањето. И втора работа, дали оној што ќе изгуби на избори како малцинство, така, појмам чии идеи се до некој степен поддржани, вето не се колку таа што нам, да. Што да прават тие гласачи, што ја гласале таа опција, дали воопшто ништо да не се спроведува од тие гласови. Во нашата култура малцинството губи се. Се анулира. Малцинството губи се. Да. Па добро, тоа е и проблемот значи во таа појма перспектива албанци и македонци во тоа што албанците имаат како да кажам удел во институциите и манифестираат дури некој, како да кажам, некоја ситуација на тоа дека значи сега ќе видите вие, ние бевме вака и така преисклучувани, сега ние ги имаме тие права, ние ако треба и ќе претераме. Че дека албанците после 2001 година после рамковен договор, тие веќе не се малцинство, тука политичко малцинство. Тие се можда бројчано малцинство, нели? Ама не се тие малцинство во политичка смисла, затоа што влада без албанци не може да се направи. Не постои парламент во кој што не учествуваат албанци. Имало парламентарни состави во кои што немало роми. Иако роми живеат кај нас. Има случај, да. Да. Има уствари како да кажам, значи и влади и појма да имам, значи состави во кои што имало роми и имало и која фактички немало роми. И така натаму. Така што мислам дека некако се надевам дека дадов некој вовед што што ја отвори вратата малце за некоја дискусија, да. Предимство што се вели затоа што ја и ти Джелен колку пати го имаме извергано ова што се вели од почетокот на гласни идеи, веќе честитките на алансерот се изедени, затоа што поставувавме такви теми и сушност како што спомна Евгени, некако не би можеле више, не би знаеле никако да го формулираме истото тоа. Сега, често пати сме знаеле да кажеме дека некоја, како да кажем, паралела со она дека всушност сите сме малцинство во однос на оние неколкумина, нели? Да. Тоа често пати го повторуваме, оние што го држат капиталот во оваа држава. Но од друга страна па
Всушност тие се малцинството, ние сме така што се изветоперува целото тоа. Само би дал еден осврт од лично моја перспектива, личен мој аспект, размислување, точка на размислување во однос на сето тоа. Може би во демографска смисла, во статистичка, македонците се мнозинство и тоа е факт, тоа никој не го спори. Но луѓе кои се стремат кон поинаква идеологија која што има интернационален карактер, не ги перцепираат луѓето како бројка, како цифра. Така што тоа е една од суштинските разлики според мене. И она што ми спречи кај малцинствата, еве например кај ромите, конкретно да кажам поточно кај ромите, кај младите роми, интелектуалци или студенти, како да ги наречам, не знам и јас како да ги ословам, често пати знаја да кажам дека го потенцирам оне дека величат, глорифицираат одредени идеологии, дали се тоа псевдокапиталистички, либерални или некои фракции, што и да се некои мислења. При тоа не сваќајќи дека всушност расизмот лежи во самата конфигурација на сите тие идеологии. И често пати спомнавме она стекнување на некои права на институции, тоа можем да кажем дека сум го осетил на своја кожа, во одна смисла не сум се обидел што се вели, но сум осетил, сум почувствувал некоја бариера. Например, еве конкретно да не вртам наоколу, се работеше за некаков конкурс, рецимо во Министерство за одбрана, и тоа беше нешто од мој фах. И си велев, и ова би било баш како за мене. И се разочарав, например, кога видов дека беше условено нели со национална ставка. Вработувањето оди со нели испишува што се бара, например, тројца македонци, двајца албанци, еден ром. Но и во овој случај, во ова сценарио сега како што е актуелно деновиве, нели со укинувањето, не знам дали укинато, дали не сум во тек. Но и во таа смисла повторно ние како роми ќе почувствуваме, всушност нема да почувствуваме ништо, ни позитивно, ни негативно, на исто статус кво како што беше и порано. Меѓутоа има одредени млади кои што се вработуваат и тоа е еден одраз на некој опортунизам, тоа што го наведов претходно, некој опортунизам кој што е длабоко вкоренет во младите и многу ми пречи кога ја глорифицираат, не знам, полицијата, полицискиот систем. Точно. И нема да навлезам во тоа во интерес на времето, но Ма не ја глорифицираат полицијата, само ромите млади многу ја глорифицираат. Мене ми пречи. Албанци ја знам дека ја овој Јасно. Ама има достапна овој фактички вработени албанци во Нема такво мерило, еве како што рече, има застапени доволно број на полицајци што се вика во полица у реду, но мене ми беше поентата друга. Факт е дека на пример не само полицијата, и обичен граѓанин која ќе види некој ром од понисок стратум, понисок социјален степен, се гледа на пример по самото самата појава, до база на стереотипи, тоа ми е поента. Само јас знам роми кои значи имаат BMW-а коли, например, X6 и така натаму. Па тие се тие што не им ги крева и не ги казнува од предброс, например. Ама видете се, вие има, значи, од секоја етничка заедница си има буржуазија, таа етничка заедница. Тоа сакам да кажам и јас. Не можеме... Значи, тоа сакам да кажам. Значи, дека овој, како се вика, дека класниот елемент е присутен во оваа насока. Како да го наречеме. Точно така, дека оној што има пари без разлика од која етничка заедница доаѓа,
Тој не е веќе малцинство. Тие се веќе во Иако центрифугата. тие се на системот. малцинство. Да, затоа Демографско, статистички, бројчано да кажеме. Проблематични се термините малцинство. Затоа мислам сакав малку Не. за тоа да зборуваме Да. дека се додека општеството е поставено вака на малцински, мнозински Се случуваат ова. Значи не може да биде и плюс се искористува од страна на овие капиталистите И пример. потоа пак се сведува на Па оној како социјалниот национализмот, статус. што се Еве како што Апсолутно. спомнавме Значи- од Бенвиња, јас алудирав на и пак се врти околу тоа. Значи тие веќе се во центрифугата на системот. Тие се оние што спомнав што координираат, фингираат. Например, јас сум почувствувал многу пати дека поради некои од моите сваќања, некои моите видувања, тврдења, низ неформален муабет, некако како тие што одредуваат кој да се вработи, не знам дали во управа за јавни приходи, во полиција или ваму таму, во било кој ресор, јас сум се почувствувал како непожелен во тие кругови. Значи, гледај, Руче. Гледај, ако памтиш, например, имаше некаде во Шумско ли беше, не се сеќавам точно, Пекчево или Делчево се бара албанци да се вработат. Пекчево, Делчево, албанци нема. Да. И како албанци беа декларирани луѓе македонци. Крсте И тоа се Петковски, случува, пример. да. Трајко, не знам, кој да е. Во суштина се злоупотребува и И она тоа за е кое што друго. се зборува. Ама и не се кое што злоупотребува. И само момент, уште тоа. Значи гледав конкурс, јас пред некој ден ми го пратија нешто требаше во собрание парламентарниот некој таму институт и така натаму. И се бараат македонец, мислам дека беше, за да биде некој раководител на некој сектор во самиот институт, да има завршено дипломиран металуршки некој инженер. Шо мека бара? Стаќаш металуршки инженер во парламентарен состав. Можда треба филозофија да има завршено, можда треба политички науки да има завршено, можда треба и економија да има Добро, завршено. мислиш го имат наместено огласот? Де факто, апсолутно. А шиќаре. Иначе јас барем сметам дека тие се веќе наместени. Иако пишува македонец таму. Да, ова е поимањам пишува таму македонец. Политичките партии ме шетарат. Во суштина имаш ти една каша попара ситуација, од каша кај да фатиш, мислам дека ќе се изгубиш. Јасно, Ќе се изгубиш. тоа е лавиница. Па ќе дојдат либерали после тоа, ќе почнат да биде место албанец и поимањавам македонец, или ќе стават на пример да биде стрейт или да биде геј или да биде лесбика, ме сваќаш? До тој степен може да оди ова и поимањавам лудило Идентитетските политики. која што во суштина и поимањавам пак ќе кажам немам против јас. Значи тие, меѓутоа ако сите бараат меритократија, јас мислам дека никогаш нема да ја видиме меритократијата тука. Никогаш нема да ја видиме меритократијата. И не сум сигурен дали некаде постои меритократија до тој степен. Па не се може да избере постои- најдобриот. Меѓутоа, овде го имаме пак оној сегмент каде мнозинството македонци многу често се лути и се чувствува загрозено, поради тоа што, ете, например, во Штип се бараат, нема албанци. Иако пак на крај ќе се вработат македонци. И имаме ситуација во која што значи има многу недоречености и нејасноти и кој што само го подгрева оној дел на тоа дека државата им припаѓа на една група луѓе што се мнозинство демографски, а на другите не им припаѓа. А де факто гледаме ние дека во државата не функционира тие работи и дека и нивниот филм во суштина нема да се оствари барем во некоја блиска иднина, као ние ќе дојдеме па ќе исчистиме државата. Значи не од сметот и поимањам од поимањам беѓубрето, туку од тие некои малцинства што се барем на ниво на институции и држава. И тоа е тоа. Да. Добро, се извини за ова државата на кого го припаѓа, значи според
можеме да поделиме на две гледишта. Според граѓанското гледиште, државата припаѓа на сите нели луѓе што живеат тука, што го имаат статус од граѓани и ги уживаат сите права без разлика на никаква поделба. А од друга страна, кога гледаме реалноста, дека ова всушност не е шиткат како граѓанска држава, е капиталистичка држава, значи од друга страна излегува тоа малцинство што нели го зборуваме. И сега сите овие обиди за решавање на нештата преку бирократски начини, дали со закони, со бадентери, со посто, со не знам што. Мислам, ова ние го зборуваме уште од 2018 година со јазикот кога беше, значи имавме тогаш и став напишано дека всушност треба да се употребуваат сите јазици кои што се зборуваат во државата на поинаков начин тоа да се направи, а не сега со не знам закони, со мора да го ете во Пешчево, што дека се барат алкохол, таму не живеат албанци. Тоа ми е целата поента. Види до какви апсурдни ситуации Тоа доаѓа. сакам да се И надоврзам. овие луѓе, извини, само што треба, што се бунат против тоа, исто така ќе се пишат ке нешто друго дека се. Јасно, Да, За само Ама опортунистички да. Абе, тоа е и целата опортунизмот, ама тоа е екзистенцијата, значи. Од друга страна не има понудено на луѓето што да прават. И сега јас не гледам дека кривицата е во самите луѓе. Целиот лавиринт во тоа сака да се надоврзам. Ја можеби зборувам во своје име, ама еве јас нека бидам персонификација на сите оние кои што не се во можност да го признесат тоа што го произнесувам јас во ваков формат, бидејќи разговарам со доста деца, да кажем, млади луѓе кои што се и помлади од 5 до 10 години помлади од мене. Но поентата ми беше, еве, и такви случаи има до миле воле, што се вели. Например, тој како Ром во Пехчево, Делчево, Берово, тој има шанса да се вработи како Ром. Ја не дека имам некакви такви аспирации. Во овој систем веќе не сакам никако да соделувам никако. Но сакам да кажам дека сум го констатирал тоа. Но што да правам ја, например како Ром, кој живее во таква демографска констелација, како што е, например, тука е Липковскиот регион, тука е општина Куманово, Старо Нагориче, србите си влечат на своје, албанците доминираат и во централното јадро и јас останувам без никаква опција. И тоа најмногу се манифестира во најдолните стратуми. Тоа ми беше поентата, она глорификација на полицискиот. Еве сега, само полицискиот систем, нешто се наименачив на полицијата, на полицискиот или затворскиот систем, еве да кажем. Зошто се инсистира на тоа, например, да се направат подобри затвори? Зашто да не се подобрат, например, условите на животот на луѓето, за да не дојде, например, до тој степен на криминал кој што е? Значи, дали има цел тој политички систем или затворски систем да ги рехабилитира тие луѓе, или тие влегуваат и излегуваат полоши од пред кога влегле во закон? Помнати она чија е фактички државата, односно начин на кој што на начин е фактички систематизирана државата, составена. Да, и јас како што го гледам, оти спомнуваме овај политички партии во суштина. Политичките партии што ги вработуваат луѓето што немаат перспектива, во суштина стануваат главни политички партии со фактот што им помагаат, односно економски се издржуваат од страна на капиталистите, кои во нашиот контекст овде во суштина се оние олигарси кои плюс минус после 90-та година се офајдија од како се вика цел тој апроприација, присвојување. Ете така, со фейк, што ти знам, приватизирање, као не чини оваа фирма, значи ние ќе ја фактички значи ќе ја продајме на некој што после тоа ќе ја купи, па тој ќе управува као што треба и така натаму и така натаму. Тие луѓе, олигархијата, таа економска олигархија, значи ги финансира политичките партии, а политичките партии после тоа им носат закони нив. И сега политичките партии да ги значи за да имаат
членови и приврзаници, пошто не им продаваат идеологија, нема идеја ти во која политичка партија имаш некоја идеологија, без разлика. Добро, имаш како основна некоја идеологија. Имаш некоја основна ти, ама која ќе почнат да функционираат бе работите, која ќе влезат, значи во тие што знам рамки на активизам во политичката партија, тие се веќе како војници на таа политичка партија и значи никој не мисли низ оптиката на идеологијата на идеите, туку мисли низ некоја друга оптика. Многу често тие луѓе се класирани да влезат во тие редови, дојди, ти сега ќе станеш член и после тоа нешто ќе има нешто и за тебе и ти ќе бидиш тука, тебе работа ќе ти стане ти да доаѓаш партија, да се моташ околу партијата, да кажеме. И национализмот за сите останати кои нема да се офајдат преку таа фактички партија. Така некако тоа почнуваат прегрупирања кој е на власт. Така некако тоа, значи тоа, албанските партии, македонските партии го прават плюс минус бе истото го прават. Плюс минус истото. А тие помали партии на помали етнички заедници, тие се усвари составен дел или на едните партии или на што на другите партии, меѓутоа тие се национално втемелени. Значи сите партии генерално се национално втемелени. Значи заснувани на таа идеја дека ќе ги напредуваат правата на својата заедница. Да, сите се оформени. Нема една партија што ќе појма каже јас сега ќе направам вакви реформи, такви реформи. Не. На ова заедница, на она. Еве левица е за сите. Левица вика албанското малцинство нема да не малтретира. Албанското малцинство. На кој се однесува тоа појма нема. Сите се нели тие сте граѓани. Да. Не знам, јас минус сите. Минус албанците. Минус албанците. Да. И мојаветот ми е, значи, и ВМРО, значи сега на изборите, значи во 2024 година, имаше и ќе ја вратиме државата на народ. Се мисли на македонскиот народ, оти ја имаат земено дуј еднакво албанците. Да. И сега, значи ти го гледаш тоа како некоја. И сепак на крај, без разлика да има апцења и така натаму, сепак на крај економските политики ќе бидат, тоест математиките ќе бидат појманам дека некој нивни близок од партија што ги финансирал појманам 5-6 години со што намред, ќе доби овој тендер или тие тендери во РЕК. Некој друг ќе ги добива тендерите не знам каде. Фотоволтаици некој ќе појманам, значи гради во некоја појманам рид во источна Македонија. Значи ќе му е доделено место да може да ги... Исто тоа се случува постојано. Сега сакаш нешто да дополниш ова? Да, само сакав да кажам дека поголемата, чисто да поентирам околу ова, ако може да се каже така, тоа суштински е така, но од друга гледна точка пак сметам дека ние сме една држава, да кажам, не знам дали би бил правиот збор концесија, дали хипотека. Зашто по догледна мера економијата ни зависи од тие странски не инвестиции, туку дол што се задолжуваме, што зимаме заеми и тие заеми всушност се експлоатираат. И тоа оди во круг. Оние социјалисти претворени во предприемачи што ги спомнавме, и веќе не ми се до толку. Тие се тука, тие се сега милиардери, да не именуваме во реде. Знаеме кои се. Но во ред, најопасни ми се овие новопечени, да кажам, од пред 15 на 20 на години олигарси капиталисти, што го генерирале тој капитал врз основа на отимање од тендери, од средства, пренаменување на тие пари што се слеваат за други причини и зашто и да се, дали се заем, дали не се, и со тоа се нанесува константно која влада и да дојде, тој долг
дали се амортизирала во која смисла, во обратна смисла. И сакам да кажам, камо да беа некои олигарси во смисла, например, да дојдат до капитал преку трговија со оружје, со наркотици или петрол или што и да е, и со тоа стегнуваат нели од една политичка моќ. Во ред, разбирам. Ама ова ми е уште поопасно, затоа што има една доза на игнорантност во сето тоа, што може да резултира како што резултира и сега, впрочем евидентно. Сега сакав нешто да поврзаме темата со малцинствата и со тоа која е позицијата на левичарството, ако можеме тоа да го наречеме така. Не знам дали имаме време сега да разгледаме терминот левица и левичарство, што значи да го ставиме тоа за понатаму. Јас сум маце против сега да се користи поимот левичар во суштина и така натаму, пошто гледаме дека е многу експлоатиран. Имавме ние еден премиер, што се викаше јас левичар, искафа, знаеш како се бавкаше по овој градите, јас сум левичар, јас ќе вратам средната класа, тој ако знае, тој ако разбираш што сака да врати средна класа и така натаму, и што е проблемот со таа, мислам средна класа, тоа е веќе долг муабет. Имаше луѓе кои, те јас, например, во 2015 памтам по некои социјални мрежи, тоа пишував и така натаму, дека нема разлика помеѓу еден милионер и друг милионер. Милионер беше Груевски, после него милионер дојде и така натаму, па и овој сега милионер е исти од хидроцентрали имали така натаму. И веројатно сега, значи, и наредниот кој што ќе дојде ќе биде милионер без разлика дали македонец, албанец, ром и што ти знам така натаму. Дури може ти да наместо ти ром некој, ама да биде милионер, колку тоа да не ме сваќаш како да кажам, како мултикултуралистички како интерфейс. И са Обама што беше и са мобетот ми е дека дали, значи ние можеме да знаеш како, или па има усвари луѓе кои што викаат јас сум левичарка, нели? И сега кога ќе ги распрашате што мислите за капитализмот, ќе ви кажат вас, не знам што е тоа капитализам. Некои ќе ти кажат не знам што е капитализам. Значи не е кој па усвари ќе ти кажат, има капитализам, постои капитализам. Ама тој не може да се смени. Тоа е една вечна константа. Сите сме заглибени во него, немаме што да правиме, ние можеме само да си градиме некои мали заедничиња, малечки, и меѓу нас ние да си правиме култура некоја каква што ние сакаме, па и економија некоја наша мала, и тоа ние да го промениме општеството, не можеме да го промени општеството, ние нашите животи ги немаме средено, чао, пријатно. И сега, го имате тоа, стварно, го имаме тоа, например, ние кај многу, као интелектуалци и така натаму, писатели, некои, гледате, некои активисти, NGO, например, кои што вас ќе ви кажат, ќе го спомнуваат, го нафрлат, да, во капиталистичко општество јас стави филери, ете да го искористам, као се исмева со поеманем себе си. Мислам, човек што е социјалист, комунист, би го сватил тоа стварно сериозно, затоа што капитализмот го смета за некое зло. Исто како државата која што е некое нужно зло, кое што на крај некогаш можеби ќе се укине, можеби не, треба да се разгледаат тие перспективи за кои што зборува Маркс. Ама за капитализмот и за што е во суштина капитализмот, јас пак сега може јас сум досаден, веројатно, ама ќе спомнам. Капитализмот е начин на создавање реалност, на создавање на свет, на создавање на сите нас. Сите нас не создава капитализмот. И не е само слободен пазар да може да произведува некој колку сака, па да експлоатира колку сака. Начин на експлоатација не само на луѓето, оти сега веќе кој ги шиша луѓето испаѓа, доаѓа и на други елементи што се посубстанцијални, дури и од самиот поиманаваме човек, например, планетата, природата и што ти знам така натаму, за кој што
не наоѓаме веќе појаваме решенија. Во рамки на самиот капитализам некој бара да ги реши проблемите со сите малцинства, албанците, македонците, ромите, Со сексуалните малцинства, LGBT, појаваме родови и некако ќе ги сместат, некој ќе појаваме надвор, тоа ама нема врска, ќе се караат, ќе се. Ама не можеме со природата ние, тоест ова загадување и ова експлоатација на природата што ја правиме, во суштина не можеме да ја надохнадиме поради тоа што едноставно нивото на зголемување на експлоатација е многу поголемо колку што значи ние не сме свесни со постапките кои што капитализмот забрзано не го интересира за тоа дали протестирате вие двајца, 5 души има 550, па и 100.000. 100.000 луѓе дека има на новој протест. Еден ден ќе има 100.000, два успари дена, 3 дена, потоа чао, пријатно, секој ќе мора да се заврши својата работа, е гладен, треба да готви дома, да прави. И чао, пријатно. И затоа капитализмот е опасен и е проблематичен. Оваа компонента не се опфаќа. Оваа компонента се отфрла. Капитализмот е проблем. Дури многу луѓе не се свесни што е проблемот во самиот капитализам. Тоест, кои се проблемите во самиот капитализам? Абе не се свесни. Не дека не се свесни, значи не ги гледаат. Еве, што викаш кога ги прашаш, тие знаат дека капитализмот е лош и не знам што. Слушнале он некаде, прочитале нешто? Па не, некои знаат, ама која е границата според мене меѓу, не знам, левичар, социјалист или речи го ајде комунист? Кој е неговиот однос кон средствата за производство и кој е неговиот однос кон приватната сопственост? Како ги гледаат тие две работи? Инаку за прогресивност, бидејќи сите левичари или марксисти се прогресивни, или се про вакви права, про онакви права, не знам што, прогресивност окей, ама ако не ја врзуваш и со класната свест, и со класните проблематики, и со средствата за производство, џабе си прогресивен, значи заглавуваш во либерализмот и плюс исто така мене не ми се свиѓа дури и марксизмот како термин, за жал, до тој степен значи што исто така ми е на ниво што го користат либералите. Па да. Но ленинизмот не го користат либералите. Зошто не го користат? Затоа што Ленин отишол чекор понапред од Маркс и во пракса го спровел тоа што го пишувал. И затоа тие се антиленинисти во ствари. Бидејќи не ни сакат да дојде до тоа. И во западниот свет ове кај што ние сме дел припаѓаме, гледаме ние левичари најчесто се луѓе академски, доктори нови науки и што ти знам така натаму, кои во суштина не презема ништо друго освен тоа што прашање дали ги имат прочитано и појманаме делата. И делата дали ги имат прочитано, може да читнале нешто, па после тоа се акаат од фактички значи се академски граѓани, научници некои, во суштина значи сите тие го репродуцираат самиот систем и идентитетски се поврзуваат со тие марксизам, комунизам, иако многу ретко кој, значи, поимам барем од овие, како сега, што се, леви либерали, ќе ти каже дека е комунист. Социјалист можда нешто ќе ти каже, социјалист, да, ама и демократија да има. Као демократијата исклучена е од фактички... Така го гледаат. И самиот комунизам го гледаат како нешто неслободарски. Но го рече комунизам, ама и слобода. Да. Самиот комунизам е слобода. Да, и што е најважна работа, слободно време. Слободно време да одлучуваш ти да правиш многу работи со своето време. Што е фактички значи многу важна работа и сега, да, како би изгледал тој што ете да кажеме левичар денеска. Тврдоглав човек. Човек што како да кажам, значи не прифаќа заедница, прифаќа свет. Го прифаќа светот. Светот му е важен. Ова сега ќе каже некој, ти си тоталитарист. Сум. Ама јас мислам комунист тоталитарист. И во суштина мислам дека
еве на пример во како да кажам нашиот контекст тука на пример, значи јас мислам дека значи овие активностите што се прават во Дуња, мислам дека има некоја тврдоглавост. Има некоја како да кажам, бабкање со главата во зид, ама упорност. Ама правиме она што сметаме дека треба да го направиме без никакво надворешно влијание. Не ни интересира кој што мисли. Донатор што мисли, министерство што мисли некоја држава, што мисли поимам политичар, што мисли некој малцинство или некој мнозинство. Ние го правиме тоа. И го правиме на начин на кој што ние знаеме и на начин на кој што ние се градиме. И се градиме полека. Како да кажам, значи не се знае, значи дали ќе биде револуцијата, например, денеси и поимам утре, е процес кој што не се знае, значи ние живееме во револуционерни времења, сметам јас како што ги гледам, контра револуцијата победува за сега, ама не значи дека ќе победи на крај. Може би контрареволуцијата е организирана, а револуцијата не е организирана добро, затоа такаво место. Не може туку сигурно, тоа така. Само би сакал да сумирам околу тоа, се надевам дека јас се скивирав да не го спомнам, но го спомна тоа околу литературата. Сега, кажам од свој личен аспект, еве, често пати кога зборуваме во неформална така разговори, мојабет, испаѓа као, јас сум се родил со петокрака на чело, знаеш, но сум ја имал таа среќа, да кажам. Еве, исто така, библиотеката на Чичко ми имаше дел од комунист, ја како 4-годишен, 5 години, ја може би не сум знаел. Но првите букви што сум ги читал биле дела на Енгелс, имам и фотографијата. Сега, дали за жал, дали за среќа, не знам, но мислам дека има позитивно нешто во тоа што многу луѓе ми приоѓаат. Јас имав аверзија почетокот пред 10 години, знаеш. Се радикализираат преку мимс, преку постови на интернет, преку Инстаграм, идеи, но активно партиципираат во споделување барем на тие идеи, актуелно нешто што се случува дали во Палестина, дали во Курдистан, некоја форма на политичка бруталност, па и од левичарска гледна точка. И така доаѓа, тоа е нивниот прв додир со левичарство. И се пронаоѓаат преку мемиња, преку мимс, преку социјални мрежи. Тоа последниве 10 години. Значи, стои тоа е некој сукоп, што се вика, знаеш, треба да прочитам тон теорија, овие, види го овој мим, сваќаш? И постои голтни тоа. Што ми уште тоа е во генерална гледна точка, мада ме изненади американскиве млади, што се вика ова што беше околу Палестина, целиот тој отпор што го експресионира. И ова мора да го кажам во локална конотација, најинтересно ми е, ова сум го, што се вика, сум дипломирал на тоа. Околу ја така си го викам четнички социјализам. И само накратко во интерес на времето, затоа што ќе треба да одам да изработам за капиталистите после. Интересно ми беше, еве преку пример, конкретно, директно ќе го кажам, имаше као некој исто така мим, повторно на мимови, вика некој турчин, вика, конвертирал од ислам во христијанство, само за да албанецот да не го нарече брат. Да. Тоа ми беше многу игнорантно. Што зборува? Затоа што ајде дека ги одземеме босанците. Босанците се такви како бошњаците, мислам цела Босна и Херцеговина. Албанците на Балканот и во цела застапени се сите религии. Да. Нели, малте не. Да. Има исламско, католичко, православно. Да. И која е тука? И што е Јас сум социјалист, само додека стигне работата до албанците или до ромите. И што е најсмешна работа, гледав пред некој ден баш како, значи,
на овај како да кажам избори како гласале во Албанија последниве да кажеме 30 години на слободни избори, нели демократија, како гласале. Северниот дел во кој што има најмногу овај поименувам католици се екстремни десничари во суштина. Стварно ли? Да. Тие се во суштина Конзервативни. најдесничарите во суштина во цела поименувам Албанија. Тие што се и сега тоа е доста интересна работа као муслиманите од секогаш као биле проблемот или протест, а во суштина католиците албанци се оние Тие го кои се одржувале најконзервативни. законот на Дукаđini, до Црна Гора таму наврна кај Скаба. Апсолутно. До ден денес и тоа. Значи во време на недемократскиот комунизам го немало тоа. Само демократија. Око за око, Да. као син ти ќе го убијам, ти го уби син ми. Као имало закон држава и што ти знам така натаму на школу. Овај поимам она еманципација учење и се имаш малку регресивни како да кажам поимам елементи кои ете на пример се враќаат закони од 15-тиот век. Јеби ga светлиот капитализам. Да. Епа, другари. Мислам дека кажавме Треба доволно. Значи треба Треба човекот да оде работа, така. треба човекот да го пушти да оде. Ако имаш реперкуси, тука сме. Солидарно да протестираме Пред фирмата. толку ние можеме. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.